Војните во Иран и Украина, како и огромното покачување на цената на нафтата, носат и крајна неизвестност со производството на домашна храна во Македонија, а со тоа и колку ќе биде цената на земјоделските производи. Трајан Кадимеска од Прилепе веќе 50 години е производител на разни земјоделски култури. Вели дека годинава ќе биде крајно тешка и неизвестна. Тешка се цените ќе биде многу поскапи материјалите што треба да ги купиме, семенските, бензино, рајњата, сето то делува на земјоделството. Препаратите поскапи се. Меѓу околу 20%, негде 10%, зависи, некои исти се, зависи од кај се набавува и како. А семенскиот материјал уште не ни е добиен за да го купиме, ако скап го нема, уште не е достапен по земјоделскиве аптеки. Други земјоделци пак се малку поголеми оптимисти. Се надеваат дека можеби ќе се намали цената на нафтата. Па ќе видиме по натаки што ќе се случува, може ќе намали нафтава, нешто ќе се да видиме како ќе биде. Ќе видиме, Господ. Што ќе да и то. Садиме ние кој за нас, знаеш, и другото што частани и овде друго ќе позаиме. Според агрономите пак, за жал Македонија не успеа да воспостави стратегија за да не биде толку многу увозно зависна земја за храна, така што секоја поголема светска криза ние како мала држава ја чувствуваме многу. Во однос на поледелските култури, во однос на житните култури, поскапувањето на цените на нафтата многу негативно ќе се одрази, бидејќи знаеме дека цената на тие производи е мала, а трошоците во однос на сето производство енормно се зголемуваат. Од друга страна, светската криза нам ни влијае како на мала држава. Тоа значи поскапување и на производството, а со тоа поскапување и на цените. Така што тоа не е поволно ниту за производителот, ниту за тој што треба да ги купи тие производи. Доколку потрае нафтената криза во светски рамки, оваа година повеќе од сигурно е дека ќе имаме и рекордни цени на храната.